И никој нема право да ја третира Македонија како бугарска покрајина. Македонец, македонски народ, македонска националност, македонска душа, македонски интелект, македонски борец, македонска земја. Вака од прилика пишувам во статијата Анастасија, но тоа на многумина не ми одговара. На Ванчо Михајлов ми говорите на бугарската влада. Целосно сум определен на македонското ослободително движење. И живеам за денот кога ќе ја видам Македонија слободна. Слободна и независна држава на македонскиот народ. Дојдете, господине Ванчо Михајлов. Ќе го смаеш ли Славчо Ковачев? Смаеш? Не го разбираш тој збор. Тоа е штипски збор. Значи да убиеш. Каков човек е тоа? Предавник. Согласен си? После ќе го добиеш она што ти следува. Издат. Ден денес не знам каква вина имаше тој човек. Тато, се бори, тато! Ме родија и одгледаа моите родители. А јас се чувствувам како вистински син на ВМРО. А внатре во неа делби, струи, раскон. Наредил да го убијат Тодор Александров. Сега ти треба да умреш. Калма! Калма! Калма и од Македонија! Калма! Тој беше лош бугарин! Калма! Калма! Ние сме единство на несреќата. Борба и вечен стремеж кон братството и слободата. Хармонија сме ние. Во тагата на светлината, ние не умираме. Разговорот што следува може да ве вознемери. Без грижа, господине Михајлов. Слободно играјте со отворени карти. Тодор Паница. Име кое долго време ни ги гребе ушите. Значи жива е мојата идеја за Балканска федерација. Ова е доста интересно, само да видам. Звучи примамливо. Не сме се разбрале вака, господа.
од светото државно тројство, равноправна Македонија, а не да ја посвоите како сираче и да ја тепате преку уши кога ќе ви текне. Не. Се одолжува тој. Тодор Паница се уште е жив. Дише и функционира како човечко суштество, а јас барам труп. Изладен труп. Темно е. Гадно е. Ти како да лежиш на посмртен удар. Неко би, жено. Тоа е веќе завршена работа. Стокми в подземја двајца непријатели на нашиот револуционерен пат. Но тие не заборавиле, Тодоре. Тие не ти простиле. Се плашиш ли, Тодоре? Не се кајам, а тоа е најбитно. Што треба да биде, нека биде. Од страна на наемен убиец на Иван Михајлов, убиен е и Димо Хаджидимов. Тој септември е еден од најцрните во македонската историја. Тогаш доаѓа и до познатите џумајски колежи, кога е обезглавена прогресивната македонска левица, од кои голем дел биле дејци на ВМРО Обединета. Во Горна Џумаја е заклан бесмртниот поет на македонската слобода, авторот на неиздадената поема Илинден, Арсенија Јовков. Тие денови се убиени и заклани над 300 прогресивни македонски дејци.